Граѓанските активисти со право се загрижени за објектот што се гради на влезот во село Смолари Струмичко, вели еколошката активистка и поранешна политичарка Лилјана Поповска. Таа смета дека целиот случај е обвиен со мистерија и тоа остава простор за сомнеш, бидејќи граѓаните не знаат што точно се гради на тој простор. Поповска дошла и на протестот минатата седмица за да ги поддржи граѓаните, но и да се запознае со ситуацијата на терен. Го следиме овој случај, не ни е јасно сосем за што точно се работи, затоа што има доста неразбирливост од едни до други документи кои што ни се на увид сега. И не е јасно за што точно е издадена дозвола. Затоа што од една страна се тврди дека не е за Г1 индустрија, која што апсолутно треба да биде забранета во Струмичко поле, каде што има ниви, каде што има туристички места, каде што е во непосредна близина на Смоларски водопади, заштитено подрачје и така натаму. Значи, едноставно каде што е на помалку од 100 метри од бушотината за вода од која што пијат новоселчани. Таа бара најпрво да се расчисти за што се работи, а за таа цел ги повикува сите надлежни институции да ги извадат документите и јавноста да добие јасни одговори. За Поповска е сомнително и тоа што објектот се гради среде полјана, неограден и без истакната табла за каков градежен проект станува збор. Тоа дополнително и ги засилува сомнежите дека се работи за топилница за отпаден алуминиум. Се топи на високи температури, точка на топење му е 660 степени, самиот процес на топење е колку што проверив 1200 степени, значи тоа не може да помине без издувни гасови, од една страна на горивото, кое што ќе биде фосилно или какво и да е, кое што ќе треба да го загрее тој погон на толку висока температура, второ, од дополнително разни примеси кои што во тој отпаден материјал се наоѓаат, кои што исто така ќе испаруваат. Трет момент е, како што веќе спомнав, со ладењето, отпадните води и така натаму, значи едноставно се тоа се премногу сериозни работи. Пред десетина дена активисти, граѓани и политичари протестираа пред општина Ново село за да се спречи градењето на објектот за кој се сомневаат дека е од Г1 тешка загадувачка индустрија. Активистите сметаат дека е лудост градење на објект во близина на туристички места и водопади, но и до бушотината од која Ново село се снабдува со вода за пиење. Градоначалникот на Ново село тврди дека општината постапува законски според одредбите на надлежното Министерство за животна средина, кое што ги издава сите потребни дозволи. Тој смета дека објектот не е наменет за Г1 индустрија и дека активистите шпекулираат.